Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Денес ќе учиме за сегашно време или презент. Цели за овој час се ученикот да знае да го препознава дејството во сегашно време, разликувајќи ги од минатите дејства и правилно ги употребува, ги разликува глаголските групи, образува сегашно време од свршени глаголи. Да се потсетиме што се глаголи. Глаголи се зборови кои означуваат работа, дејство или состојба. Да научиме. Глаголите го определуваат времето во кое се врши дејството. Сегашно време, според глаголот, може да определиме дали дејството се врши во моментот додека зборуваме, се извршило во минатото или ќе се изврши во иднина. Подвлечики глаголите во следниве реченици. Ластовичките летаат на југ. Децата играат со топка, јас слушам убава музика. Значи, во првиот пример, ластовичките летаат на југ, значи летаат е глагол и ќе го подвлечеме со жолто. Децата играат со топка, играат е глагол и јас слушам убава музика, слушам е глагол. Кога летат ластовичките, значи ластовичките летат сега на југ и е сегашно време. Кога играат децата, децата играат сега. Децата играат со топка. Кога слушам музика, јас слушам убава музика, значи во моментот на зборувањето, значи се случува сега. Дејството се случува сега, определи го времето, времето е сегашно време. Да провериме дали сме научиле. Имаме еден текст, другар. Мојот најдобар другар се вика Марко. Ние многу се дружиме. Секогаш кога ми треба помош, ми помага. Многу го сакаме спортот. Еден ден јас ја земав топката и отидов кај него. Дома, на вратата се појави неговата мајка со загрижено лице. Ми рече дека денес нема да излезе надвор, зашто има температура. Натажен се вратив дома. Значи, да научиме, глаголите ја менуваат својата форма по број, еднина и множина и лице по прво и второ лице. Овде во овој текст имаме глаголи што се во сегашно време, како што се дружиме, друго имаме сакаме, вратата се појави со грижено лице, ми рече дека денес нема да излезе надвор зашто има температура, натаже се вратив дома. Сегашно време, сега заедно ќе го прочитаме, имаме шематски преглед, прочитаја табелата, еднина и множина, множинска форма и еднина. Прво лице јас учам, второ лице ти учиш, трето лице тој тоа учи. Множина ние учиме, вие учите, тие учат. Сегашно време означува дејство што се совпаѓа со времето на зборувањето, сегашноста пишувам, се мија. Наставникот предава за сегашно време. Учениците пишуваат во своите тетрадки. Глаголи во сегашно време во првиот пример е предава, во вториот пример е пишуваат. Препознај ги дејствата и состојбите што се извршуваат во моментот на зборувањето. Започнува големиот одмор. Со Ана одиме во училишната библиотека и разговараме. Значи глаголи во сегашно време е одиме и разговараме. Која книга ја држиш во рацете? Држиш е второ лице еднина, што е глагол во сегашно време. Ја прашувам, исто така е глагол во сегашно време. Враќаме сегашно време, сакам, глагол, земам,
Многу читам книги, овие денови многу читам книги и така го поминувам слободното време. Значи читам е глагол, поминувам е глагол, читаш е второ лице еднина. А ти читаш ли некоја книга? Знаеш дека учам математика, знаеш е глагол, се подготвувам е глагол, подготвувам и постојано решавам задачи, решавам е глагол. Влегуваме е глагол, со Ана во училишната библиотека, погледнуваме исто така глагол, пред масата за издавање книги стојат повеќе ученици, ги враќаат прочитаните книги и земат нови. Враќаат и земат се глаголи. Начин на образување се образува од несвршени глаголи, кога на глаголот во основа се додават наставките за сегашно време, пред самогласката на која завршуваат глаголите во трето лице еднина се одредува глаголска група на глаголите. Имаме А група од глаголот чита. Примери: чита, читам, читаш, чита. Еднина, прво лице читам, со наставката М на крај, читаш, Ш и чита е трето лице. Множинска форма, прво лице ние читаме, вие читате, тие читаат. Од Е група плете, јас плетам, ти плетеш, тој плете. Ние плетеме, вие плетете, тие плетаат. Од И група носи, јас носам, ти носиш, тој тоа носи. Ние носиме, вие носите, тие носаат. Образување на сегашно време со свршени глаголи, форми на сегашно време може да се образуваат и од свршените глаголи, но тие не означуваат вистинска сегашност и се несамостојни, се употребуваат со некои сврзници или частички. Ако, да, дури да, не додека, да, не. Сегашно време од свршени глаголи. Ако дојдам на време, ќе излезам да се сретнеме. Дојдам е глагол и сретнеме е глагол. Зошто не почекаш дури да се вратам? Почекаш и вратам се глаголи. Дури да кажам што мислам, таа пак ќе си замине. Овдека имаме глагол кажам, што е подвлечено и е со црна боја. Што мислам, таа пак ќе си замине. Сегашно време од помошниот глагол сум. Глаголот сум е несвршен глагол. Еднина, јас сум, ти си, тој е. Ние сме, вие сте, тие се. Од правопис, кај глаголите од А група од трето лице множина се одвојува самогласката А. Пример, трча плюс ат, трчаат, пишуваат, гледаат и така натаму. Трансформирајте ги речениците од минато во сегашно време. Вие, ученици, треба пред себе да имате еден лист хартија и да ги пишувате овие реченици од минато во сегашно време. Значи, од А имаме Јане отпатува во Бразил, В баба насади домати, тие истрча на игралиште и мама направи колачиња. Вие треба да ги пишувате во сегашно време за тоа што учиме денес сегашно време или презент. И за домашна задача, вие, ученици, треба да ги пишувате, да го пишувате овој текст, издвој ги глаголите во сегашно време во следниот извадок. Имам стари пријатели, чие друштво ми е многу пријатно. Тие се на различна возраст и од разни краишта. Лесно ми е да дојдам до нив, зашто секогаш ми стојат на располагање. Ги примам во свое друштво и ги напуштам тогаш кога ќе посакам. Тие никогаш не се нерасположени и секогаш ми одговараат на прашањата што им ги поставувам. Едни ми кажуваат за некогашните настани, а други ми го откриваат тајните на природата. Едни ме учат како да живеам, а другите како да умрам. Едни со својата живост ги разгонуваат моите грижи и ми ја веселат душата, а други ми го крепат духот и ме поучуваат како да ги ограничам своите желби да верувам во самиот себе.
Тие ме отворат разни хоризонти во науката и во уметноста и секогаш со доверба можам да учам од нив. Ова ни беше денешната лекција и ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.